На денешен ден, 12 март. – 1365 година. Отворен е Универзитетот во Виена, една од најстарите установи од овој вид во светот. Првиот универзитет во Европа е основан во Болоња во 1119 година, вториот во Париз, Франција, во 1150 година, третиот од Оксфорд, Англија, во 1214 година, четвртиот во Кембридж, Англија, во 1229 година, петиот во Прага, Чешка, во 1348 година, шестиот во Краков, Полска, во 1364 година и така натаму. 1861 година. Роден е италијанскиот писател и политичар Габриел Данунцио, изразит стилист. Најдлабока трка во литературата освои со збирката песни Рајска поема и Алкиона. Во политиката беше исклучителен представник на италијанскиот национализам, па дури и фашизам. Дела романите Оган, Сласт, драмите Мртов град, Франческа да Римини, Џоконда. 1881 година. Во Солун е роден турскиот државник Мустафа Кемал, познат како Кемал Ататурк, таткото на модерната Турција. Под негово водство во 1922 година исфрлен е последниот султан Мухамед VI, а во 1923 година Турција е прогласена за република. Тој е еден од творците на Балканскиот сојуз во 1934 година. 1890 година. Роден е рускиот балетан и кореограф Владимир Фомич Нижински, еден од најголемите балетани во историјата на балетот, чија кариера како балетан траеше само 4 години, бидејќи во 1917 година заболе од неизлечива душевна болест. Неговите креации никој не ги надмина, а скоковите во балетот Сон за ружа, поради невообичаените скокови и убавина, влегува во легендата како недостигнат идеал. 1913 година. Во Скопје е роден Петре Богданов Кочко, македонски композитор и пеач тенор, учесник во Народно-ослободителната војна на Македонија. По ослободувањето на Македонија беше еден од првите организатори на музичкиот живот. Неговото име се врзува со основањето на Сдруженијето на музичките уметници на Македонија. Беше прв председател и на Скопската опера и балет. Беше диригент на музичката школа, солист на операта, главен музички уредник на Радио Скопје, директор на операта и друго. Умре во Скопје на 22 февруари 1988 година. 1935 година. Во Њу Јорк умре Михајло Пупин, физичар со светски углед. Беше професор по физика и математика на Универзитетот Колумбија во САД. Ги пронајде системот на повеќекратната фотографија и ги откри секундарните рентгенски зраци. Човештвото најмногу го задолжи со решението на проблемот на телеграфски и телефонски пренос на далечина. За својата научна дејност посмртно ја доби Пулицеровата награда во 1924 година, како и многу други награди со светско значење. Роден е во селото Идвор, Банат, на 4 октомври 1858 година. 2003 година. Пред влезот на зградата на владата на Србија е убиен српскиот премиер Зоран Џинџиќ. На предлог на владата, вршителот на должноста председател на Србија Наташа Микчиќ прогласи вонредна состојба.